Кажете што сакате, но факт е дека возилата со дискутабилен и провокативен дизајн поминуваат добро на пазарот, посебно ако се скапи како што е BMW серијата 7. Баварците многу добро го знаат тоа од периодот на Крис Бенгал. Можеби затоа и нејзината обновена верзија изгледа таква какво што е, со изострени линии и огромни бубрези. Тие толку доминираат со погледот што дури кога тој ќе успее да се отргне од нив, ќе се забележи складноста на површините на предниот дел. Посебно на браникот, во кој веќе нема дневни или светла за магла. Тие се интегрирани во главните светла, кои по избор може да бидат прилагодливи LED или лазерски, кои осветлуваат дури до 560 метри пред возилото. Помали се и отворите за воздух, од кои страничните се аеродинамично изведени. Нема ниту трага од некаква елеганција, туку се е подредено да се покаже сиот престиж со кој серијата 7 располага. Масивноста владее и на површините на силуетата, која е разбиена со стилски додатоци од хром. На задниот дел, кој има доживеано најмалку промени, се забележува огромната издувна артилерија, која ја навестува моќта на погонските единици. А тие после принудниот одмор на некои од нив заради задоволување на новите WLTP норми, повторно ќе бидат комплетирани. Ги предводи 6,6 литарскиот V12 со 585 коњски сили, кој доаѓа со филтер за цврсти честички за намалување на емисиите. 8-цилиндричниот агрегат со своите 530 коњи е превземен од серијата 8, а 6-цилиндричната единица хибридно е засилена на 394 коњски сили. Дизелите се представени со познатиот 3-литарски мотор со 3 нивоа на моќност во распон од 265 до 400 коњски сили. 8-степениот автоматски менувач е подобрен, а поголем дел од гамата стандардно има погон на сите тркала. Габаритите не се менувани, а серијата 7, како и досега, ќе се нуди со нормално и продолжено меѓуоскино расстојание. Натрешноста плени со луксузниот амбиент и стилската софистицираност. Изобилува во простор и ексклузивен избор на материјали, а за опременоста не треба да трошиме зборови.